реакциите на производителите на сливи, затоа и овој собир тука е едноставно последен апел до владата да преземат мерки, не само со овие стимулативни мерки што денеска најавуваат дека ќе ги донесат на владата, да едноставно овие стимулативни мерки не се доволни. Ние бараме свежата слива да биде откупувана по 10 денари, плюс 3 денари за овие по килограм, а конзумна, односно оваа што е индустријската да биде 7 денари. Значи 7 денари индустријската да биде, а свежата да биде 10 денара минимална цена, која што ќе задоволи потребите, едноставно да имаме ипак некоја ќе што се вика некоја минимална печалба за да испадат сливите да ги оставиме на нивите. Тоа е владата останува да го реши случајот, затоа што ние не сме моќни да го решиме, затоа и се собираме, тоа вршиме притисок. Ако не се случи нешто последните, односно следните 2-3 дена, ќе мора да радикализираме или да блокираме патишта или да правиме некои други радикални мерки што се во склопот на уставо сигурно и на законите на Република Македонија. Апсолутно не се издржува затоа што минатите 2 години производителите од Делчевско и од Беровскиот регион беа погодени со мразовите и со студовите, така што беа минимални рожбата во текот на претходните 2 години. Оваа година кога има голем прилив на род на нивите, тој останува таму на нивите, значи едноставно финансиите кои што се инвестирани во производството, ни они не може да се вратат, а камо да се нешто и заработи. Значи апелираме да се посвети внимание од ресорното министерство, да се преземат некои кризни мерки кои што апсолутно на овие луѓе ќе им обезбеди барем да си го повратат она што е инвестирано, а со цел за некои наредни години да се планира по убаво целото производство, односно и пласманот на некој начин пред време да се планира за да може да луѓето екзистираат, цели семејства екзистираат од оваа работа. Така што апелираме да посветат поголемо внимание, а останува сите опции во понатаму како отворени. Производител на сина слива. Оваа година имам произведено 300 тони. За цената знаете сите која е цената, дека не може ни парите да ги вратиме, заправо не може ни да ги продадеме, ќе останат нивата 300 тони да произведеш, треба и работа и финансии. 3 години по ред мразови сега тоа и тоа кога путилија. Бор сме по сите земјоделски аптеки, таму ѓубриво од каде зиваме и сега ако не ја продадеме сливата, тоа нема што да до година нема ништо да работим, тоа е.